Во организација на клубот на млади при општинската организација на Црвениот крст на Струмица, на наредниве денови на Шарена чешма, планинарскиот дом на Беласица, ќе се реализира кампа за млади, каде што под мотото 101 како 1. Гостин во студиото или во вестите на Канал Вис е Димитар Спасов, лидер, волонтер и лидер на клубот на млади при Црвениот крст во Струмица. Спасов, за каков камп станува збор кој што почнува денеска? Кампот кој што започнува од денеска, па ќе трае се до сабота, вкупно 4 дена, 3 ноќи, е всушност младински планински камп, кој што го организираме ние како клуб на млади од Црвен крст Струмица во соработка со планинарскиот клуб Ентузијасти исто така од Струмица, кој ни се од голема помош. И кампот ќе биде со цел да се запознаеме со убавините на планината Беласица и да споделиме искуства со 101 млад волонтер, како од цела наша држава, така и од Република Србија. И исто така, освен планинските активности, на кампот ќе имаме и некои други обуки и едукации, како например обуки за ментално здравје, оно што моментално кај нас како Црвен крст е најактуелно. Обуки за прва помош, бидејќи сметаме дека секој наш волонтер мора да знае прва помош, како и соработка со Europe House од Струмица и Сдруженијето Новус, кои што ќе презентираат некои нивни активности. Во рамките на овој камп планирате искачување на 2 врва, ако не се лажам, на планината Беласица. Кога се планирани се до тоа? Во четврток е планирано искачување на Звезден врв, врв од кој што се гледаат 3 држави, нашата и 2 соседни, од каде што ноќно време многу убаво се гледаат звездите, па се надеваме временските услови ќе бидат поволни и ќе имаме среќа да имаме убава гледка, додека пак во петок се искачуваме на врвот Ботра, кој исто така е Исто така интересен врв и локација каде што ќе може да се види Беласица, Грција, Бугарија, со оглед дека е на самото тромеѓе. Спасов, зошто го организирате? Мислам дека имавте на пауза од 3 години или 2 години. Да. Која е причината за овој летен планински камп? Вие наброивте дека ќе има и предавање и запознавање со убавините, предпоставуваме едукација како да се даде прва помош. На некој начин. Зошто го организирате? Па, ние веќе направивме еден ваков камп во 2019 година, исто така на планината Беласица, и сакавме да го организираме повторно, но нели поради пандемијата имавме пауза од 2 години, па еве оваа 3-та година од минатиот камп успеавме повторно да се договориме и да го организираме овој камп. Всушност главен мотив беше дека имавме многу успешна реализација пред 3 години на ваков сличен камп и дека во последно време имаме многу активности и сме многу заангажирани, имаме многу успешен клуб на млади во Струмица, можам слободно да кажам. И мислевме сите заедно дека заслуживме еден одмор и една дружба, но нели пропратно со некои други активности. Дали во рамките на тој камп само волонтери од Црвениот крст ќе може да бидат или пак може и млади кои што на некој начин можеби да го анимирате да се вклучат во Црвениот крст? Првичната замисла е нели дека волонтери од Црвен крст треба да бидат учесници на тој камп, но се разбира целта на овој камп, како и на сите наши активности, е регрутација на нови волонтери и можам слободно да кажам дека имавме среќа и 10 до 15 млади деца се вклучија во Црвениот крст откако дознаа дека ќе има камп со цел да го посетат овој камп и понатаму да продолжат да волонтираат. Рековте дека сте еден од најорганизираните локални клубови. Која бројка циркулира во волонтерството или кај младите кои што се волонтери на Црвениот крст? Еве, например, на кампот кој започнува денеска, ќе имаме околу 50 млади од Струмица, значи само од Струмица. Тоа е една голема бројка која, например, досега на ниеден камп кој што ние сме го организирале не се биле присутни толку деца од нашата општинска организација и можем да кажем дека има плюс уште некои 10 до 20 волонтери кои што за жал не можат да дојдат на кампот, па еве да заокружиме на некои 70
30 Значи, околу волонтери. 70 млади личности се вклучени во локалниот клуб на млади при Црвениот крст во Струмица и предпоставам тие се волонтери, помагаат при организација на секојдневни организации овде на локално ниво, односно на Струмишкиот микрорегион, предпоставувам. Дека сте вклучени бидејќи ве гледаме честопати на поголеми манифестации, дека сте попратен дел. Спасо, вие сте благодарам на ова гостување во вестите на Канал ВИС. Многу успех со летниот планински камп и останете доследни на вашето мото. 101 како еден, бидејќи кога сте заеднички, кога сте сплотени, може да постигнете и да промените многу работи. Да. И јас ви благодарам на поканата, ми беше чест и задоволство. Благодарам се уште еднаш. Ова беше Димитар Спасов, лидер од локалниот клуб на Црвениот крст Струмица, локалниот клуб за млади предци.